Джани Родари приказни по телефон. Си бил едно време еден. Сметководител по име Бјанки од Варезе. Тој си го вадел лебот како трговски патник и 6 дена во неделата ја крстосувал цела Италија, на исток, на запад, на југ, на север и по средината, продавајќи лекарства. Во неделата се враќал дома, а во понеделник наутро одново тргнувал на пат. Но пред да тргне неговото девојче му велело: "Не заборавај, татко, секоја вечер сакам по една приказна." Да, зашто тоа девојче не можело да заспие без приказна, а мајка и веќе по 3 пати ги раскажувала сите приказни што ги знаела. И затоа, каде и да се наоѓал, точно во 9 часот, сметководителот Брајанки барал преку телефон да го поврзат со Варезе и раскажувал приказни на својата ќерка. Оваа книга ги содржи приказните на сметководителот Бјанки. Ке видите дека сите тие се кратки, па сметководителот од сопствениот джеб ги плаќал разговорите и не можел да си ги дозволи да води долги разговори. Само кога трговијата му одела, тој се дозволувал да ја зголеми дозата. Ми рекоа, кога господин Бјанки го барал Варезе, госпоđиците од централата ги прекинувале сите разговори за да ги слушаат неговите приказни. Ами зошто не? Некои се навистина мошни убави. Злосречниот ловец. Едно утро некоја жена му рекла на својот син: "Земи ја пушката, Џузепе, и појди на лов. Утре сестра ти се мажи и сака да си касне бакрданик со зајачко." Џузепе ја зел пушката и отишол на лов. Веднаш здогледал една зајачица, која излегла од грамушките и побегнала низ ливадата. Ја насочил пушката, нанишанил и го поттегнал шкрапецот. Но пушката рекла пум со човечки глас и место да го истрела куршумот, таа го плукнала на земјата. Џузепе го кренал и зачудено го погледнал. Потоа, внимателно ја разгледал пушката, која изгледала како и секогаш, само што наместо да стрела, рекла само пум со свеж и весел глас. Џузепе дзирнал и во цевката. Ајде де, зар е можно некој да се скрил внатре? И навистина, во цевката чисто и просто немало ништо. Да, но мама сака зајачко и дада сака да јаде зајачко со бакрданик. Токму тогаш, истата зајачица однова поминала пред Џузепе, но овој пат носела убав бел превес на главата, украсен со портокалови бои и врвела со ситни чекори, закривајќи го погледот кон земјата. "Ете," рекол Џузепе, "и зајачицата оди да се мажи. Нема што, треба да стрелам по некој фазан." И навистина, повнатре во гората видел фазан. Тој слободно се шетал по патеката, како во првиот ден од ловот, кога фазаните уште не знаат што е тоа пушка. Џузепе нанишанил, го повлекол шкрапецот и пушката рекла пам, дури пам, како што би викнало дете со вдрвена пушка в раце. Куршумот паднал на земи и исплашил неколку црвени мравки, кои истрчале да се скријат под еден бор. "Ама работа," рекол Џузепе, кој веќе почнал да се јадосува. "Многу ќе се израдува мама, кога ќе ме виде дека се враќам со празна торба." Фазанот, кој се шмугнал во грамушката, кога го чул памкањето, пак се појавил на патеката. Овој пат го следеле неговите малечки, наредени во редица, готови да почнат да се смеат. А зад нив мајката, важна и задоволна, не баре добила прва награда. "А, драго ти е, значи," измрморил Џузепе. "Одамна веќе си омажена. А сега по што да стрелам?" Тој пак ја наполнил пушката, многу внимателно и се загледал. На една гранка имало само еден кос, кој подсвирнувал како да го предизвикуваат. "Стрелај, стрелај!" И Џузепе стрелал, но пушката рекла банк, како децата кога ќе земат да четат авантуристички романи во стрипови. При тоа се слушнал и шум што прилегал на кикотење. Косот си свирел повесело од порано.
Не баре велел, ти стрелаше, ти слушна, брадата ти порасна за цел прст. Тоа и го очекував, рекол Джузепе. Јасно е, денеска пушките штрајкуваат. Добар лов ли удри Джузепе? Го праша мајка му, откако се вратил. Да, мамо, удрив 3 јаденца, дебели и убави. Кој знае колку ќе се вкусни со бакрданик. Дворецот од сладолед. Некогаш во Болоња изградиле дворец од сладолед токму на големиот плоштад и децата доаѓале оддалеку да лижат. Покривот бил од биен кајмак, чадото од џаците од шеќерен памук, од џаците од шеќеросани плодови и така натаму. Се друго било од сладолед. Врати од сладолед, ѕидови од сладолед, мебел од сладолед. Едно детенце се фатило за една маса и почнало да ги лижи нозете. Масата се урнала врз него со сите чинии, а чиниите биле од чоколаден сладолед, од најубавиот. По некое време, општинскиот чувар од ненадеж забележал дека еден од прозорците се растопува. Стаклата кои биле од прекрасен јагодов сладолед, набрзо се претвориле во розови поточиња. Бргу, викнал чуварот, уште побргу! И сите се нафрлиле да лижат колку што можеле побргу, за да не отиде на ветар ни капка од тој сладолед. Фотеја! Молела една бабичка, која не успеала да си пробие пат низ столпата. Фотејата за една сиромашна старица. Кој ќе ми ја донесе? Со потперки за рацете ако е можно. Еден благораден пожарникар истрчал да донесе фотеја од сладолед со крем и сиромашната бабичка, озарена од среќа, почнала да ја лиже токму од кај потпирките за раце. Голем ден бил тој и по заповед на лекарите никого не го заболел стомакот. И сега, кога децата бараат голем сладолед, родителите воздивнуваат. Да, се разбира, тебе нема да ти стаса ни цел дворец како оној во Болоња. Прошетката на еден расејанко. Мамо, одам да се прошетам. Добро, Џовани, само внимавај кога ја преминуваш улицата. Добро, мамо, довидување, мамо. Секогаш си расеан. Џованино весело излегува и во почетокот многу внимава. Од време на време застанува и се пофаќа. Цел ли сум? Да. И сам се смее. Тој е задоволен зашто внимава, зашто подскокнува како врапче, но потоа се занесува по витрините, по колите, по облаците и се разбира почнуваат непријатностите. Еден господин многу учтиво му се обраќа. Колку си расеан, гледаш ли? Веќе си ја загубил китката од едната рака. О, навистина колку сум расеан. Почнува да си ја бара китката, но наместо неа наоѓа една конзервена кутија. Дали навистина е празна? Ај да видам. А што ли имало внатре пред да стане празна? Навистина не била празна уште во почетокот. Џовани заборави дека си ја бара китката, потоа ја заборава и кутијата, зашто забележува куцо куче и ете, за да го стигне куцото куче, пред тоа да сврти задаголот, се ја загубува целата рака. Но дури не забележува, туку продолжува да трча. Една добра жена го вика: Џовани, Џовани, раката! Но што дека тој воопшто не слуша. Ништо, вели добрата жена. Ке ја однесам на мајка ти. Оди во куќата на Џовани. Господјо, еве ја раката на вашето синче. Тој расеан син. Не знам веќе што да правам и што да кажувам. Господјо, сите деца се такви. Помалку пристигнува друга добра жена. Господјо, го најдов ова стапало. Да не е на Џовани? Да, се разбира дека е негово. Го познавам по скинатиот чевел. Колку расеан ми се падна син ми. Не знам веќе што да правам и што да зборувам. Да, сите деца се такви. Помалку пристигнува една старица. Потоа чиракот на фурнаџијата, потоа еден трамвајџија,
Дури една пензионирана учителка и сите носат по некое парченце од Джовани, нога уво нос. Ама може ли да има порасеано дете од моето? Господјо, сите деца се такви. Најпосле пристигнува Джовани, подскокнувајќи на една нога, без уши, без раце, но весел како секогаш, весел како врапче. И мајка му ја ниша главата, го стокмува и го бакнува. Ништо ли не недостасува, мамо? Послушен ли бев, мамо? Да, Джовани, навистина беше многу послушен. Дворец за кршење. Некогаш, во Бусто Арзицио, луѓето се беспокоиле поради тоа што децата се кршеле и растурале. Да не зборуваме за излижаните подметки, за панталоните и за училишните чанти. Тие ги кршеле стаклата, чиниите по масите и чашите во кафеаните, шутирајќи топка, не ги пробивале зидовите само затоа што немале чекани. Родителите не знаеле веќе што да прават и што да зборуваат и се обратиле кај кметот. Да воведеме казна, предложил кметот. Многу ви благодариме, извикале родителите. Само што ќе плаќаме со парчење од скршени чинии. За среќа, по оние места има многу сметководители. На секој тројца се паѓал по еден и сите тие сметале одлично. Од сите, најдобар бил сметководителот Гамберони, еден возрасен господин кој имал многу внуци и големо искуство во однос на парчење од скршени чинии. Тој зел хартија и молив и направил сметка на штетите што ги нанесуваат децата во Бусто Арзицио, кршејќи толку убави нешта на тој начин. Излегла ужасна сума. Илјада алабаба 14,33. Со половината од оваа сума, докажал сметководителот Гамберони, можеме да изградиме дворец за кршење и ќе ги задолжиме децата да го искршат на парчиња. Ако не се излечат со овој систем, воопшто нема да се излечат. Предлогот бил прифатен. Дворецот изграден како 2,2,4,4,8. Бил висок 7 ката. Имал 99 соби. Секоја соба била полна со долапи и секој долап со грнци и статуи, а да не зборуваме за огледалата и славините на чешмите. Во денот на отварањето, на сите деца им дале по еден чекан и кога кметот дал знак, вратите на дворецот за кршење биле отворени. За жал, телевизијата не дошла навреме за да ја пренесува гледката. Оние кои виделе со своите собствени очи и чуле со собствени уши, тврдат дека било неба никогаш да не се случи. Избувнување на светска војна. Децата јуришале од соба во соба како војските на Атила и со чеканите кршеле се што ќе сретнеле на својот пат. Ударите се слушале низ цела Ломбардија и половина Швајцарија. Дечиња, високи колку опашна мачка, се зафатиле со гардероби, големи колку крстосувачи и се срдно ги раздробувале додека не станало купче струготини. Дечиња од детски јасли, убавички и мили во своите розови и небесно-сини фустанчиња, грижливо ги газеле сервисите за кафе, претворајќи ги во ситен прав со кој си ги пудреле лицата. До крајот на првиот ден не останала здрава чаша. На крајот на вториот ден завршиле со столовите. На третиот ден децата ги нападнале зидиштата, почнувајќи од најгорниот кат, но кога стигнале до четвртиот кат, капнале од замори прекриени со прав, како да биле војниците на Наполеон во пустината, оставиле се и се вратиле дома, тетеравејќи и си легнале без да вечераат. Веќе на вистина се заситиле и не им причинило задоволство да кршат што и да е. Одеднаш станале внимателни и лесни како пеперуги. Би можеле да ги натераат да играат фудбал на игралиште од кристални чаши и пак да не скршат ни една. Сметководителот Гамберони направил сметка и докажал дека градот Бусто Арзицио заштедил 2 супермилиони и 7 сантиметри.
Она што останало да се одржи од дворецот за кршење, општината им го дала на граѓаните. Тие биле слободни да прават со него што сакаат. Тогаш се појавиле господа, со кожени чанти и одчила со бифокални леки. Судии, нотариуси, полномочници, вооружани со чекани. Тие истрачувале да турнат некој зид или да разорнат некоја скала и удирале со такво задоволство да со секој удар чувствувале како се подмладуваат. Поубаво отколку да се караш со жената. Велеле тие. Подобро одошто да кршиш пепелници и чини од убав сервис. Подарок од тетка Мирина. И со сета сила замавнувале со чеканите. На сметководителот Гамберони, во знак на благодарност, градот Бусто Арзицио му дал медал со сребрена дупка. Земја без сечила. Джованино Денгуба бил голем патештственик. Патувал и се нашол во една земја, каде што аглите на куќите биле заоблени, а покривите не завршувале со остар врв, туку со мека грбка. По должината на улицата биле посадени трендафили и на Джованино му текнало да закачи трендафил на реверот. Додека го откинувал трендафилот, внимавал да не се избоцка, но забележал трњето не баре биле од гума, само го скокоткале по раката. Ете, гледај, извикал Джованино. Од зад грамушката се појавил еден општински чувар и му се насмевнал. Не знаете ли дека е забрането да се кинат трендафили? Многу жалам, но и не помислив на тоа. Добро, тогаш ќе платите само половина казна. Благо рекол чуварот, како да било човечулето од масло кое го завало Пинокио во земјата на игрите. Джованино забележал дека чуварот ја пишува потврдата за казна со молив без врв и не се воздржал. Простете, можам ли да ја погледнам вашата сабја? Со задоволство ќе ви ја покажам, одговорил чуварот. Се разбира, и сабјата била без сечило. Па каква е вашата земја? Земјата во која нема ништо остро, одговорил чуварот, толку учтиво, не баре зборовите што ги изговарал биле напишани со големи букви. Ами шајки употребувате ли? Одамна ги забранивме. Се лепиме со лепило. А сега, молам, удрете ми 2 шлаканици. Джованино ја отворил устата, како да се готвал да голтне цела торта одеднаш. Ве молам, не сакам да ме турнат в затвор поради напаѓање на службено лице. 2 шлаканици би требало мене да ми се удрат, а не јас да ги удрам. Но тука законот е таков, мирно објаснил чуварот. Цела казна 4 шлаканици, половина казна 2 шлаканици. На чуварот? На чуварот. Но тоа е несправедливо, тоа е ужасно. Се разбира дека е несправедливо. Се разбира дека е ужасно, одговорил чуварот. Тоа е толку недобро, та луѓето, за да не бидат пресилени да им удираат шлаканици на невини човечиња, внимаваат и не прават ништо против законот. Ајде, удрате ми 2 шлаканици и друг пат внимавајте. Но јас не би сакал ни да ве потупкам по образот. Најмногу можам да ве погалам. Кога е така, решил чуварот, треба да ве спроведам до границата. И засрамениот Джованино бил принуден да ја напушти земјата во која немало ништо остро. Но и до ден денес тој мечтае да се врати таму за да живее на најучтивиот можен начин во некоја куќичка без врв. Земјата со представката не. Джованино Денгуба бил голем патештственик. Тој патувал и се нашол во една земја со представка не. Каква е оваа земја? Прашал тој еден човек, кој си седал на чист воздух под дрво. Наместо да му одговори, човекот од својот джеп извадил едно джебно ноже и отворено си го ставил на дланката. Го гледате ли ова? Тоа е ноже. Се лажете. Тоа е не ноже. Поправо, ноже со представката не. Тоа ги тера моливите одново да пораснат.
откако ќе се истапат. Многу е полесно за училиштата. Прекрасно, рекол Джованино. И потоа? Потоа имаме незакачалка. Сакате да кажете закачалка? Закачалката не врши работа ако немате палто за да си го закачете на неа. Нашата незакачалка е нешто сосем друго. Таму ништо не треба да се закачува. Се си е закачено. Ако имате потреба од мантил, одете кај неа и си го откачувате. Оној што има потреба од капут, не треба да оди и да го купува. Минува покрај незакачалката и си го откачува. Има летни незакачалки и зимски незакачалки, машки незакачалки и женски. Така се штедат многу пари. Прекрасно. А друго? Потоа имаме нефотографски апарат, кој наместо да прави фотографии, прави карикатури и така се смееме. Потоа имаме нетоп. Бррр, ужасно! Не е така. Нетопот е спротивно на топот и служи за растурање на војните. Како работи? Многу лесно. И едно дете може да се служи со него. Ако има војна, свириме со нетруба, стреламе со нетопот и војната веднаш прекратува. Каква чудна земја е таа со представката? Не. Алиса Тркаланка. Ова е историјата на Алиса Тркаланка, која паѓала секогаш и насекаде. Еднаш дедо ја побарал за да ја одведе во градината. Алиса, каде си, Алиса? Тука сум, дедо. Каде тука? Во будилникот. Да. Од љубопитството го отворила по клочето од будилникот за да погледне, се истркалала меѓу запчестите тркалца и федерите и сега требало непрекинато да скока од едно место на друго, за да не биде сомелена од механизмите што штракале и правеле тик-так. Друг пат ја барал за да й даде да појадува. Алиса, каде си, Алиса? Тука сум, дедо. Каде тука? Токму тука, во шишето. Бев жедна и падна внатре. И навистина, таа била таму. Со мака пливала за да се задржи на површината. За среќа, минатото лето во Сперелонга се научила да плива жабешки. Почекај да те извадам. Дедото пуштил јаженце во шишето, Алиса го зграпчила и вешто се искачила по него. Таа била добра гимнастичарка. Друг пат Алиса пак исчезнала. Ја барал дедото, ја барала бабата, ја барала соседката која доаѓала да го чита весникот на дедото, за да си заштеди 40 лири. Тешко нам, ако не ја најдеме пред да се вратат од работа на изините родители, мрморела бабата исплашена. Алиса, Алиса, каде си? Но овој пат Алиса не одговорила. Не можела да одговори. Веднејќи се љубопитно над куинската фиока, со прекревки и салфетки, паднала внатре и таму заспала. Некој ја затворил фиоката без да ја забележи. Откако се разбудила, Алиса се нашла во темница, но не се исплашила. Еднаш паднала во еден џум за вода, таму пак да знаете колку е темно. Секако ќе ја постават масата за вечера, си мислела Алиса. И тогаш, сакате или не, ќе ја отворат фиоката. Но никој не мислел за вечера, токму затоа што не можеле да ја најдат Алиса. Нејзините родители биле вратени од работа и се карале со дедото и со бабата. Ете, гледате ли колку добро ја држите под око? Нашите деца не паѓаат во шахтите, протестирале старците. Во наше време паѓаа само од постела и на главата им излегуваше по некоја џумка. Најпосле Алиса се изморила од чекање. Се провлекла меѓу покривките и почнала да тропа со ногата. Тум, тум, тум! Тивко, рекол таткој. Слушам како некој некаде тропа. Тум, 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 се јавувала Алиса. Какви прегратки, какви бакнежи, кога ја пронашле. И Алиса го искористила тоа да се мушне во џебот на татковиот џемпер, а кога ја изваделе оттаму, таа веќе успеала да си го измачка целото лице, зашто си играла со пенкало. Дошт од бомбони. Еднаш во Пиномбино заврнале бомбони.
Паѓале како големи зрна град, но биле во различни бои. Зелени, розови, портокалови, сини. Едно дете лапнало зелено зрно. Сосем така, за проба, и открило дека мириса на мента. Друго дете пробало црвено зрно. Тоа мирисало на јаготка. Бомбони, бомбони! И сите се втуриле по улиците да си ги полнат джебовите. Но не успеале да соберат се, зашто силно врнело. Кратко траел врнежот, но улиците ги оставил покриени со килим од сладко миризливи бомбони, што крцкале под нозете. На враќање од училиште, учениците нашле доволно за да си ги наполнат чантите. Стариците си направиле убави бовчиња од шамиите што ги носеле на главите. Бил славен ден и сега многу луѓе чекаат од небото за да заврнат бомбони, но тој облак не минал веќе ниту над Пиомбино, ниту над Торино и можеби нема да мине дури ни над Кремона. Вртелешката во Чезантико. Еднаш во Чезантико, на морскиот брег, пристигнала една вртелешка. Имала се на се 6 коњи и 6 црвени автомобили, малку изветвени за децата со помодерен вкус. Човекот кој ја вртел, туркајќи ја со рацете, бил малечок, мршав, мургав и имал лице на човек кој јаде еднаш во 3 дена. Вртелешката не била кој знае каква, но на децата им изгледала како да била направена од чоколада, зашто постојано се врткале околу неа и измислувале разни троштини за да се качат. Во таа вртелешка да нема мед, си велеле мајките и им предлагале на децата. Ајде да појдеме и да ги видиме делфините во каналот. Ајде да појдеме во онаа сладкарница со разлулеани клупи. Попусто. Децата ја сакале вртелешката. Та вртелешката. Една вечер еден господин, откако го ставил својот внук во автомобилчето, самиот се качил на вртелешката и седнал токму на еден дрвен коњ. Незгодно му било да седи таму, зашто нозете му биле долги и стапалата му допирале до штиците, се смеел. Но кога малото човечуле почнало да ја врти вртелешката, се случило нешто чудно. Господинот за миг се нашол на покривот од облакодерот во Чезантико, неговиот коњ галопирал низ воздухот, насочувајќи ја муцката право во облаците. Погледнал господинот надолу и ја видел целата Романија, потоа сета Италија, потоа цела земја, што се оддалечувала под копитата на кончето и наскоро се претворила во една мудрикава вртелешка и се вртела покажувајќи се ги еден по друг своите континенти и океани нацртани како на географска карта. Каде одиме? Се прашал стариот господин. Во тој миг пред него поминало неговото внуче. Го фатило воланот на стариот црвен веќе излетен џип и џипот се претворил во космичко превозно средство. И по него, во редица сите други деца спокојни и сигурни на својата орбита како вештачки сателити. Кој знае каде бил човекот од вртелешката, зашто уште се слушала плочата што свирела некаква лоша ча-ча, секое возење на вртелешката траело цела плоча. Значи, има некаков трик, си рекол стариот господин. Она човече може би е маѓосник. Потоа си помислил. Ако ја заобиколиме земјата за една плоча, ќе го собориме рекордот на Гагарин. Сега космичкиот карван летал над Тихиот океан, со сите негови отстровчиња, над Австралија, со кенгурите што поскокнувале, над Јужниот пол, каде што милиони пингвини седале со кренати носови. Но немало време да се избројат. Наместо нив, веќе се гледале американските индијанци. Тие давале сигнали со чат и етете ги облакодерите на Њу Јорк. Етете го и само едниот единствен облакодер што му припаѓа на Чезантико. Плочата завршила. Стариот господин се загледал вџашен, тој пак се наоѓал на старата мирна вртелешка на Јадранскиот брег и мургавот и мрчаво човечуле внимателно ја запирало без нагла промена на брзината. Стариот господин слегол, поревајки се. Слушајте, му рекол на човечето, но овој немал време да му обрнува внимание. Други деца ги зафатиле кончињата и автомобилите, вртелешката одново тргнала во нова обиколка околу светот. Гледајте,
викнал стариот господин, разнервиран. Човечето не го ни погледнало. Тоа ја туркало вртелешката, се гледале веселите лица на децата што се вртеле, кои ги барале лицата на своите родители, затворени во круг, сите со обесхрабрувачки насмевки. Дали е маѓосник ова човечоле за 2 пари? Дали е маѓосна таа несигурна машина под звуците на една лоша ча-ча? Терај, заклучи старецот. Подобро ќе биде со никого да не го споделувам своето мислење. Може би ќе ми се смеат зад грбот и ќе ми речат: не знаете ли дека за вашата возраст е опасно да се качувате на вртелешка, зашто ќе ви се заврти светот? На плажата во Остија. На неколку километри од Рим се наоѓа плажата Остија и летно време илјадници римјани одат таму. На плажата не останува место ни со лопатка да си искупа дупка и оној што пристига последен не знае каде да го постави својот чадор. Еднаш на плажата во Остија дојде чуден господин, еден навистина духовит господин. Пристигна последен, со чадор под мишка и не најде место да го постави. Тогаш го отвори, ја поправи малку држката и веднаш чадорот се крена во воздух. Прескокна и ијада чадори и отиде. Та застана токму на морскиот брег, но на 2 или 3 метри над другите чадори. Духовитиот господин си го отвори столот за лежење и со него заплива во воздухот. Се истегна под сенката на чадорот, а од џебот извади книга и почна да чита, вдишувајќи го морскиот воздух, заситен со сол и јод. Луѓето во почетокот и не го забележија. Седеа под своите чадори, се мачеа да видат парче од морето меѓу главите на оние кои беа пред нив или решаваа крстозборки и никој не гледаше нагоре. Но по некое време една господја слушна како нешто и паѓа врз чадорот. Помисли дека е топка. Излезе да ги кара децата. Се разгледа, погледна нагоре и го виде духовитиот господин надвиснат на нејзината глава. Господинот гледаше надолу и рече на господјата: се извинувам, господјо, ми падна книгата. Ве молам, можете ли да ми ја потфрлите? Изненадена господјата веднаш седна на песокот и бидејќи беше многу дебела, не успеа да стане. Притрчаа нејзините роднини да ја помогнат, а господјата, не зборувајќи со прсти, ми го покажуваше летечкиот чадор. Ве молам, повтори духовитиот господин, дали би сакале да ми ја потфрлите книгата? Не гледате ли дека ја исплашивте тетка ни? Многу жалам, но воопшто немав таква намера. Тогаш слезете оттаму, забрането е. Не е возможно, на плажата нема место и јас се наместив тука. И јас плаќам даноци, зар не? Еден по друг сите римјани на плажата се решија да погледнат нагоре. Почнаа со прст да го посочуваат тој чуден летувач. Погледни го оној таму, има реактивен чадор. Еј, Гагарин, ајде и мене качи ме таму. Едно дете му ја потфрли книгата и господинот нервозно почна да ја прелистува за да најде до каде стигнал, потоа пувкајќи одново почна да чита. Малку по малку го оставија на мира. Само децата од време на време гледаа нагоре со завист и најсмелите викаа: Господине, господине! Што има? Зошто не научивте и нас да седиме така во воздухот? Но тој збивташе и продолжуваше да чита. Кога наближуваше заодот, со едно лесно поддувнување на ветрот, чадорот одлета. Духовитиот господин слета на патот, близу до својот мотоцикл, се качи врз седиштето и си отиде. Кој знае кој беше тој и кој знае од каде беше го купил оној чадор. Историјата на царството Лапачија. Во далечната стара држава Лапачија, на исток од херцеговството Пијанија, царувал Лапач храномелач први. Наречен така, поради тоа што откако ќе ги изголтал макароните, ја изедувал и чинијата и прекрасно сомелувал се. Тронот му го наследил Лапач втори, наречен Трилажици, зашто додека лапал чорба, истовремено употребувал 3 сребрени лажици. По една држал во рацете, а третата ја држала царицата и тешко не изе ако не била преполнета. По него, еден по еден се ределе и се качувале на престолот на Лапачија, што бил поставен за деноночно натрупаната маса следните цареви:
лапач трети, наречен појадок, лапач четврти, наречен шницла, лапач петти, гладниот, лапач шести, неклапушени уши, лапач седми, наречен има ли уште, кој ја изал дури и круната, иако целата била од ковано железо. Лапач осми, наречен коричка кашкавал, кој кога не наоѓал ништо за јадење врз масата, го јадал чаршавот. Лапач девети, наречен железен стомак, кој го изал престолот со сите перници. И така завршила династијата. Алиса паѓа во морето. Еднаш Алиса тркаланка отишла на море, се вјубила во него и не сакала да излезе од водата. Алиса, излези од водата, ја викнала мајка ѝ. Доаѓам, одговорила Алиса, но си помислила, ќе останам во вода, се додека не ми пораснат перки и не станам риба. Навечер, пред легнување, во огледалото си ги гледала рамениците, за да види дали и растат перки или барам некоја сребрена лушпа. Но кога не успевала добро да си измие на тушот, наоѓала само песочни зрнца. Едно утро отешла на плажата порано од обично и сретнала едно дете, кое собирало морски ежови и школки. Малиот бил рибарски син и добро се разбирал во морските работи. Знаеш ли како може човек да стане риба? Го прашала Алиса. Веднаш ќе ти покажам, одговорило детето. Тоа го оставило на еден камен крпчето во кое ги собирало ежовите и школките и се фрлило во морето. Поминала една минута, поминале две, детето не се појавувало на површината. Но ете, се појавил еден делфин, кој се превртувал меѓу брановите и фрлал весели бликови во воздухот. Делфинот дошол да се игра меѓу нозете на Алиса и таа не чувствувала ни најмал страф. Помалку, делфинот избегал со еден брз удар на опашот. На негово место се појавило детето кое собирало морски ежови и школки и се насмевнало. Гледаш колку е лесно? Видов, но не знам дали јас ќе можам. Обиди се. Алиса се фрлила во морето горејќи од желба да се претвори во морска звезда. Но наместо тоа, паднала во една школка што се продзевала и веднаш си ги затворила капаците, заробувајќи ја Алиса заедно во сите нејзини желби. Еве, пак непријатности, си помислило девојчето. Но каква тишина, какво свежо спокојство таму доле и таму внатре. Колку убаво ќе биде да може човек да живее на дното како некогашните сирени. Алиса воздивнала, се сетила на мајка си, која мислела дека ќерка се уште се наоѓа во постелата. Се сетила на татко си, кој токму таа вечер требало да дојде од градот, зашто била сабота. Не можам да ги оставам сами, многу ме сакаат. Овој пат ќе се вратам на земјата. Туркајќи со рацете и со нозете, успеала да ја отвори школката, достатно за да може да излезе и да се врати на површината на водата. Детето со ежовите веќе било таму. Алиса на никому не му раскажала што ѝ се случило. Војна на камбаните. Се случи едно време една војна. Една голема и страшна војна, во која умираа многу војници, од едната и од другата страна. Ние стоевме одовде, нашите непријатели од спротива. Стрелавме еден против друг ден и ноќ. Но војната беше толку долга, што по некое време се сврши бронзата за топови, немавме веќе ни железо за коплија и така натаму. Нашиот воен началник, врховниот генерал Бомбоне Стрелоне Грмтресбум, заповеда да се симнат сите камбани од камбанариите и да се претопат сите заедно, за да се излее еден огромен топ, еден единствен топ, но толку голем, само со еден негов истрел да ја добиеме војната. За да се подигне тој топ, беа потребни 100.000 дигалки. За да се дотера до фронтот, беа неопходни 29 возови. Врховниот генерал задоволно си ги триеше рацете и велеше: кога мојот топ ќе почне да пука, непријателите ќе избегаат дури на месечината. Настапи големиот момент. Джин топот беше вперен кон непријателот. Ние се ги бевме затнале ушите со пам, зашто грмежот можеше да ни ги пукне тапанчињата.
дури Евстахиевата туба. Врховниот генерал Бомбоне Стрелоне Грмтрезбус заповеда: пали! Еден артилерец го притисна лостот. И одеднаш, од едниот до другиот крај на фронтот, се чу едно моќно дин-дан-дон. Ние си го извадивме памукот од ушите подобро да слушаме. Дин-дан-дон, грмеше джиновскиот топ. И 100.000 пати ехото го повторуваше по сите долини. Дин-дан-дон, пали, повторно рикна генералот. Пали по ѓаволите. Артилерецот одново го притисна лостот и одново еден празничен концерт од камбани се разнесе од ров во ров. Не баре сите камбани во нашата татковина звонеа истовремено. Врховниот генерал си ги корнеше косите од јад и ги корнише додека не му остана само едно влакно. Потоа настапи миг на тишина. И ете, од другата страна на фронтот, како на заден знак, одговори едно весело дин-дан-дон. Зашто треба да знаете дека и на главниот командир на непријателите, смрт маршал фон Бомбон Стреленон Грмтрезбус, му текнало да излее еден джиновски топ од камбаните на својата земја. Дин-дан, ечеше сега нашиот топ. Дон, одговараше непријателскиот, и војниците од двете страни излегуваа од рововите. Трчаа едни кон други, играа и викаа: камбаните, камбаните, празнике, настапи мирот. Врховен генералот и смрт маршалот се качија во своите автомобили и бегаа. Бегаа додека им се сврши бензинот, но звуците од камбаните се уште ги следеа. Аполонија Мармаладова. Во Сант Антонио, на езерото Маджоре, живеела една женичка која толку убаво умеала да прави мармалад, што нејзината услуга ја барале и во Валкувија, и од Валтравија, и од Вал Дументина, и од Вал Поверина. За време на сезоната, луѓето доаѓале од сите долини, седнувале на оградата да му се љубуваат на езеро, си откинувале по некоја малина од грамушките и ја викале женичката која умеела да прави мармалад: Аполонија, што има? Ке ми сварите ли мармалад од боровинки? На драго срце. Ке ми сварите ли убав мармалад од црни сливи? Веднаш. Таа женичка, Аполонија, имала просто златни раце и правела највкусни мармалади во областа на Верезе и на кантона Тичино. Аполонија, ке ми направите ли мармалад? Од тежиња? Еднаш кај неа дошла една жена од Аркумеџа, толку сиромашна, што за мармалад немала дури ни чесе со кајсии и затоа патем си го наполнила скутот со зелени костени, што прилегале на ежиња. Немам друго. Добро, ке се обидам. И Аполонија така се зафатила, што од зелените костени направила чудесен мармалад. Друг пат, таа женичка од Аркумеџа не нашла дури ни костени, зашто пагајчи сувите лисија ги покриле. Затоа пристигнала со полн скутник коприви. Аполонија, ке ми направите ли мармалад? Од коприви? Не најдов друго. Добро, ке видиме што ќе излезе. И Аполонија ги зела копривите, ставила шеќер, ги сварила како што знаела и направила таков мармалад да си ги лижеш прстите. Зашто таа женичка Аполонија имала златни раце и би можела да направи мармалати од камења. Еднаш, оттаму минал императорот, па и тој побарал да го проба мармаладот на Аполонија. Таа му подала една чинија, но императорот по првата лажица се намуртил, зашто внатре била падната една мува. Ме одвраќа, рекол императорот. Ако не е вкусен мармаладот, мувата немаше да падне внатре, рекла Аполонија. Но императорот веќе се разгневил и им заповедал на водниците да ја ги пресечат рацете на Аполонија. Тогаш луѓето се побуниле и порачале да му кажат: ако ја ги пресечат рацете на Аполонија, тие ќе му ја пресечат круната заедно со главата, зашто императорски глави се наоѓаат под пат и над пат, но раце како на Аполонија поскапи се и поретки, и императорот требало да ги обере крушите. Старата тетка Ада. Кога старата тетка Ада многу остарела, отишла да живее во сиротолиштето,
во една собичка со 3 постели, каде што веќе биле сместени 3 бабички, стари како неа. Старата тетка Ада веднаш си одбрала една мала фотеја до прозорецот и на рамот изронила една сува бисквита. Многу добро, сега ќе се испилат мравки, злобно рекле другите бабички. Но наместо да се насоберат мравки, од градината на сиротелиштето долетала една птица. Со задоволство ја исколвала бисквитата и одлетала. Видовте, мраморела бабичката. Што добивте? Се најаде и одлета. Исто така како нашите деца, кои се прснаа по светот кој знае на каде и за нас, што ги одгледавме, не си ги споменуваат сега. Старата тетка Ада ништо не рекла, но секое утро изронувала по една бисквита на рамката од прозорецот и птицата доаѓаше да колве секогаш во исто време. Точно како пензионер, и ако појадокот не е бил готов, да знаете само се јадосувала. По известно време, птицата ги довела и своите малечки, зашто си имала свиено гнездо и испилила 4 пиленца. И тие исто така со задоволство ја колвале бисквитата на тетка Ада и исто така доаѓале секое утро и ако не им бил приготвен појадокот, кревале голема врева. Дојдоа вашите птици! И велеле тогаш стариците на старата тетка Ада со малку завист. И таа истрчувала, така да се каже, со ситни чекори до шкафот и меѓу чесето со кафе и со лути бомбони наоѓала по некоја сува бисквита и за тоа време зборувала. Мирни, мирни, еве ме доаѓам. Си мрамореле другите бабички. Кога би можело да ставиме една сува бисквита на прозорецот и нашите деца да се вратат. А вашите тетка Ада, каде се вашите? Старата тетка Ада не знаела каде се. Може би во Австрија, може би во Австралија, но не се отпуштала. Им ја дробела бисквитата на птиците и им зборувала. Јадете, ајде јадете, инаку ќе немате достатно сили да летате. И кога ќе исколвале се, додавала. Ајде, одете, што чекате уште? Крилјата се направени за летање. Стариците ги нишале главите и си мислеле дека старата Ада е малку спопудалена, зашто иако била стара и сиромашна, се уште имала што да подарува и не сакала дури ни благодарност. Потоа, старата тетка Ада умрела. Нејзините синови разбрале, дури откако минало многу време и немало смисла веќе да се тргнува на пат за закупот. Но птиците цела зима се враќале на прозорецот и се беспокоеле дека старата тетка Ада не им го приготвила појадокот од бисквити. Маѓосникот со кометите. Еднаш еден маѓосник пронашол машина за правење комети. Прилегала малку на машина за режење фиде, но не била токму таква и служела за правење комети по желба. Големи или мали, со еден или со двоен опаш, со жолта или со црвена светлина и слично. Маѓосникот одел по села и градови, не испуштал панаѓур или пажар, се нашол и на миланскиот панаѓур и на коњскиот панаѓур во Верона. Насекаде ја покажувал својата машина, објаснувал колку лесно се работи со неа. Кометите, излегувајќи биле дребни, врзани за коноп, да ги држи човек, потоа малку по малку, искачувајќи се, ја добиле саканата големина и дури и најголемите не се управувале потешко од едно летало. Луѓето се трупале околу маѓосникот како секогаш што се собираат околу продавачите кои покажуваат како работи некоја машина на пазарот, за правење убави макарони и за лупење компери. Но никој никогаш не купил дури ни најмала комета. Да беше балонче, разбирам, велела една добра жена. Но на моето дете, ако му купам комета, кој знае какви бели ќе направи? А маѓосникот одговорал. Посмело, посмело, вашите деца ќе отидат над звездите, навикнувајќи ги уште од мали. Не, благодарам. Над звездите ќе отиде некој друг, сигурно не мојот син. Комети, кој сака комети? Но никој не ги сакал. Сиромашниот маѓосник кој штедел појадоци и ручеци, зашто не успевал да спечали ни скршена лира, станал само кожа и коска. Една вечер, кога бил гладен повеќе од обично, својата машина за правење комети ја претворил во парче тосканско сирење и ја изел.
Синиот семафор. Еднаш семафорот што стои на плоштадот кај катедралата во Милано постапил чудно. Сите негови светлини одеднаш станале сини и луѓето не знаеле што да прават. Да преминеме или да не преминеме? Да запреме или да не застануваме? Од сите своји очи на сите страни, семафорот го распрснал својот сигнал со таква небесно сина боја, каква што небото над Милано не знаело. Чекајќи да разберат што се случува, возачите притискале на сирените. Мотоциклите ги терале моторите да ржат и подебелите граѓани викале: "Зар не знаете кој сум јас?" Шегаџиите им потфрлувале: "Зеленото си го присвоил началникот за да си изгради вила во полето. Со црвеното ги обоиле рибите во градината. А знаете ли што прават со жолтото? Го разводнуваат зејтинот." Најпосле дошол еден сообраќаец, застанал на крстопатот и почнал да го регулира сообраќајот. Друг полицаец ја пронашол командната кутија и ја запрел струјата. Пред да изгасне синиот семафор, имал време да помисли: "Сиромашните, јас им дадов сигнал, патот е слободен кон небото. Ако ме разбереа, сега сите ќе знаеја да позлетат, но може би им недостасува смелост." Глушецот што јаде мачки. Еден стар библиотекарски глушец отишол да ги посети своите братучеди што живееле на таванот и кои слабо го познавале светот. "Не го познавате светот," им рекол тој на своите срамежливи роднини. "И по секоја веројатност дури не знаете ни да читате." "Ех, ти си учен," воздивнувале тие. "Например, сте јаделе ли некогаш мачка?" "Ех, ти толку многу работиш, знаеш? Кај нас мачките ги јадат глувците." "Зашто сте невешти. Јас изедов неколку и ве уверувам дека не рекоа ни ај." Според мене, вкусот им беше сличен на хартија и мастило, но тоа не е ништо. "Сте јаделе ли некогаш куче?" "Ах, никогаш. Јас токму вчера изедов едно. Волчјак. Какви заби имаше. Да, ми допушти да го изедам сосем спокојно и дури не рече ни ај." "А каков му беше вкусот?" "Сличен на хартија." "А сте јаделе ли носорог?" "Ех, ти знаеш толку многу работи. Ние никогаш не сме виделе носорог." "На што личи? На сирење или на кашкавал?" "Личи на носорог, се разбира." "А сте јаделе ли слон, монах, принцеза, новогодишна елка?" Токму во тој миг, мачката што го слушнала разговорот од зад еден сандак се фрлила со заканувачко мјаукање. Била вистинска мачка од месо и крв, со мустачи и ногти. Глувчињата избегале во дупката. Останал само глушецот од библиотеката, кој од изненадување застанал како закован на своите ножиња, како да бил паметник. Мачорот го зграбчил и почнал да се игра со него. "Ти ли си глушецот што јаде мачки?" Јас, ваше превосходство. Треба да разберете дека, бидејќи секогаш меѓу книгите живеам, разбирам, ги јадеш нацртаните, печатени во книгите." "Да, понекогаш, но само со научна цел." "Секако, и јас ја почитувам литературата, но зар не ти се чини дека малку треба да се проучуваш и од реалноста? Тогаш би разбрал дека сите мачки не се направени од хартија и сите носорози не дозволуваат да бидат изгризани од глувците." За среќа, на кутриот заробеник, мачорот за миг се загледа во еден пајак што лазал по подот. Библиотекарскиот глушец со 2 скока се нашол меѓу своите книги, а мачорот се задоволил со тоа што го изел пајакот. Добриот Джилберто. Добриот Джилберто имал голема желба да учи и затоа многу внимавал што зборуваат големите. Еднаш чул како некоја жена вели: "Гледајте, Филомена, колку многу ја сака мајка си." И во своите уши би и носела вода. Добриот Джилберто се замислил: "Прекрасни зборови. Сакам просто напамет да ги научам." Набрагу потоа мајка му порачала: "Джилберто, оди донеси една кофа вода од чешма." "Веднаш, мамо," рекол Джилберто. Но си помислил:
Сакам да ја покажам на мајка ми колку многу ја сакам. Наместо во кофата, ќе ја донесам вода во ушите. Отишол на чешмата, си ја наведнал главата и едното уво си го наполнил со вода. Увото собрало колку еден напрскок и за да ја однесе дома таа вода, Джилберто требало да оди искривен. Носиш ли вода? Прашала мајка му, зашто сакала да пере. Веднаш, мамо, одговорил Джилберто задишен. Но одговарајќи си ја исправил главата и водата од увото истекла и му ја разлеала по вратот. Одново истрчал на чешмата и си го наполнил другото уво и тоа собрало колку и првото и добриот Джилберто сега требало да ја држи главата искривена на другата страна. Пред да стигне дома, водата пак истекла. Носиш ли вода? Прашала мајка му веќе разнервирана. Може би ушите ми се многу мали, тажно си помислил добриот Джилберто. Меѓутоа, мајка му изгубила стрпливост и помислила. Джилберто се заигрува на чешмата и му удрила 2 шлаканици по една на секое уво. Кутриот добар Джилберто се помирил со шлаканиците и решил друг пат да носи вода со кофа. Зборот плаче. Овој настан не се има случајно, но секако ќе се случи утре. Еве што се раскажува во него. Утре една добра стара учителка ги построила своите ученици по двајца и ги одвела во музеот на минатото време, каде што биле собрани предмени од минатите времиња кои не се употребуваат веќе, како кралската круна, велот на кралицата, трамвајот од Монца и така натаму. Зад една малку напрашена витрина се надзирнал зборот плаче. Учениците од утре го прочитале надписот, но не го разбрале. Господјо, што значи тоа? Може би е дрвен украс? Може би им припаѓало на етрурците? Учителката ја објаснила дека порано тој збор многу се употребувал и многу болел. Им покажала едно шише во кое биле зачувани солзи, кој знае, може би ги пролевал некој роб, тепан од својот господар или некое бездомно дете. Личи на вода, рекол еден ученик. Но таа вода парела и горела, одговорила учителката. Може би пред употреба ја зовривале. Учениците воопшто не разбирале. Дури им станало здодевно. Тогаш учителката ги одвела да ги видат другите оделенија на музеот, каде што имало предмети полесни за разбирање, како решетките на еден затвор, едно куче чувар, трамвајот од Монца и така натаму. Предмети што не постоеле во среќната земја утре. Лакомата треска. Кога девојчето е болно, треба и куклите да му се разболат, за да му прават друштво. Дедото ги прегледува, им ги препишува потребните лекови и им става многу инјекции со еден хемиски молив. Ова дете е болно, докторе. Дај да видам. Да, ми се чини дека боледува од мраморење. Опасно ли е? Многу. Дајте му нека пие од овој сируп од син молив и масирајте го со хартија од ананасови бомбони. А ова детенце, зар не ви изгледа дека и тоа е болно? Многу е болно. Се гледа без двоглед. Што му е? Малку грип, малку грипче и 200 грама силен јагодов сок. Мамичко, ќе умре ли? Нема опасност. Дајте му ги овие таблетки од глупидин, растворени во нечиста вода, но употребете зелена чаша, зашто црвените чаши предизвикуваат забобол. Едно утро девојчето се разбудува здраво. Докторот му вели дека може да стане, но детето сака лично тој да го прегледа, додека мајката ќе подготвува лиштата. Ајде да слушнеме сега. Кажи 33, кажи перепете, обиди се да пееш. Готово. Имаш една вистинска лакома треска. Во недела наутро. Господин Цезар бил човек со навика. Секое неделно утро станувал доцна. Се врткал низ куќата во пижами и околу 11 часот се бричал, оставајќи ја отворена вратата од бањата. Во тој миг го очекувал Франческо. Тој имал само 6 години, но покажувал склоност кон медицината и хирургијата. Франческо
го зел пакетчето со хидрофилен памук, шишенцето со денатуриран шпирт, пликцето со лепенки, влегол во бањата и седнал на едно столче и чекал. Што има? Го прашал господин Цезар, сапунејќи си го лицето. Другите денови во неделата се бричал со електричната мачинка за бришење, но во недела, како порано, употребувал сапун и жилети. Што има? Франчешко се вртал на столот сосем сериозен не одговарајќи. Велел Франческо, може би ќе се пресечеш, тогаш јас ќе те лекувам. Навистина, одговарал господин Цезар, но да не се пресечеш намерно како минатата недела. Строго му се обраќал Франческо. Инаку не играм. Се разбира, одговарал господин Цезар, но не успеал да се пресече без да биде намерно. Се мачал да се пресече без да сака, но тоа е тешко, дури невозможно. Се правел да биде невнимателен, но не можел. Најпосле овде-онде се појавила по некоја гребнатина и Франческо можел да стапи во дејство. Ја подсушувал капката крв, дезинфицирал, залепувал фластер. Така секоја недела господин Цезар му подарувал по една капка крв на својот син и Франческо се повеќе се убедувал дека има расеан татко. Кристалниот Джакомо. Едно време во еден далечен град се родило прозирно дете. Низ него можело да се гледа како низ воздухот или водата. Било од крв и месо, а изгледало како да е стаклено и кога паѓало не се кршело, само што на челото му се појавувала прозирна џума. Се гледало како му бие срцето, се гледало како му играат мислите како шарени рипчиња во својот базен. Еднаш, по грешка детето изговорило една лага и веднаш луѓето виделе зад неговото чело нешто како огнена топка која се растопила. Од тогаш натаму, во текот на целиот свој живот, тоа не проговорило ни една лага. Друг пат, еден пријател му поверил некоја тајна и веднаш сите ја виделе како црна топка што му се вртела во градите, не му давала мир, а тајната престанала да биде тајна. Детето пораснало, станало момче, потоа маж и секој можел да му ги чита мислите и да му ги одгатнува одговорите кога го прашале уште пред да го каже одговорот. Се викал Джакомо, но луѓето го нарекле Кристалниот Джакомо и сите го сакале поради неговата честност и во негово друштво сите станувале подобри. За жал, во таа земја почнал да управува еден жесток диктатор. Почнал период на насилства, на неправди и несреќи за народот. Оној што ќе посмеал да се противи, исчезнувал без трага. Оној што се бунел, го стрелале. Сиромашните биле преследувани, понижувани и навредувани на стотици начини. Луѓето молчеле и страделе, плашејќи се од последиците. Но Джакомо не умеел да молчи. Дури и кога не ја отварал устата, неговите мисли зборувале наместо него. Тој бил прозирен и зад неговото чело сите му ги читале мислите на револтираност, Джакомо ги осудувал неправдите и насилствата на тиранот. Потоа, луѓето скришум ги повторувале Джакомовите мисли и ги подгревала надеж. Тиранот заповедал да го фатат Кристалниот Джакомо и да го фрлат во најголемиот затвор. Но тогаш се случило нешто несекојдневно. Зидиштата на челијата во која бил затворен Джакомо станале прозирни, понив зидиштата на затворот и најпосле на дворешните зидишта. Луѓето кои поминувале покрај затворот го гледале Джакомо седнат на своето столче, не барај затворот бил кристал и продолжувале да му ги читаат мислите. Ноќе затворот прскал силна светлина и диктаторот по својот дворец ги спуштал сите завеси да не ја гледа светлината, но пак не можел да заспие. Кристалниот Джакомо, иако во вериги, бил посилен од него, зашто вистината е посилна од се друго, посветла од денот, пострашна од ураган. Тролејбусот број 75. Едно утро, тролејбусот број 75, што тргнува од квартот Монтеверде Векио за плоштадот Фиуме, наместо да се спушти кон Траствере, свртел по височинката Јанико,
фатил по стариот пат Аврелија и по неколку минути јурел на полјаните надвор од Рим како избеган зајак. Речиси, сите негови патници биле чиновници и читале весници, дури и оние што немале купено читале преку рамениците на своите соседи. Еден господин, прилистувајќи ја страницата, ги кренал очите за миг, погледнал надвор и одеднаш се развикал. Кондиктеру, што станува? Измама, измама! И другите патници ги оттргнале очите од весниците и протестирањата се слеале во гласен хор. Оттука се оди кон Чивитавекија. Што прави возачот? Сигурно полудел, врзете го. Зар ова е некаква услуга? Сега е 10 до 9, а токму во 9 треба да бидам во судот, викнал еден адвокат. Ако го загубам делото, управата на тролејбусот ќе ја предадам на суд. Возачот и кондукторот се обиделе да го одбијат нападот, правејќи се дека тие немаат ништо заедничко со оваа работа, дека тролејбусот не ги исполнува заповедите и работи на своја глава. И навистина, во тој миг тролејбусот излегол дури и од џадето и запрел на работ на една свежа и пријатно мирислива горичка. Циклами! Восхитено извикала една госпоđа. Токму сега е време да мислиме на циклами, одговорил адвокатот. Зошто да не е, одговорила госпоđата. Во министерството ќе стигнам со задоцнување, ќе ми префарлуваат, но што да се прави? А бидејќи сега сум тука, не го испуштам случајот со задоволство да си наберам циклами. Цели 10 години не сум берела циклами. Слегла од тролејбусот со отворена уста, вдишувајќи од воздухот на тоа посебно утро и почнала да си бере китки циклами. Откако разбрале дека тролејбусот не сака да тргне, еден по еден патниците слегле да се поразмрдаат и да испушат по една цигара. Меѓувремено, нивното лошо расположение исчезнало како магла на сонце. Некој си откинал маргаритка и си ја ставил на веродот, друг пронашол зелена јаготка и викнал: Јас ја најдов! Сега ќе си ја закачам на неа визит картичката и кога ќе узрее ќе дојдам да си ја скинам и тешко вам ако не ја најдам. И навистина, тој извади од портмонето една визит картичка, ја мушнал на една прачка и ја забол во јаготката. На картичката пишувало: доктор Џулио Болат. Двајца чиновници од Министерството за просветата ги свиткале весниците во топка и почнале да играат. И секогаш кога ја удирале топката, викале: Поѓаволите! Воопшто не личеле на оние чиновници кои пред малку сакале да ги линчуваат возачот и кондукторот. Тие си разделиле еден леп и во тревата правеле пикник. Внимание! По некое време извикал адвокатот. Тролејбусот, подскокнувајќи, сосем сам си тргнал и почнал да се оддалечува, лесно, потреперувајќи. Одвај успеале да се качат. Последна скокнала госпоđата со цикламите, која се бунела. Не бидува така, токму почна да ни станува пријатно. А колку стана часот? Прашал некој. Кој знае колку е доцна? И сите погледнале на часовниците. Неочекувано, тие се уште покажувале 10 до 9. Јасно, за сето време додека траела малата прошетка низ полето, стрелките не се движеле. Тоа било подарено време, мал додаток, како кога човек ќе купи кутија сапун во прав и внатре ќе најде мал подарок. Тоа е невозможно, се чудела госпоđата со цикламите, додека тролејбусот се враќал кон својата линија и заслегувал по улицата Дандоло. Сите се чуделе и притоа пред очите ги имало весниците, а на нивните први страници јасно и точно стоел запишан датумот на 22 март. Во првиот пролетен ден се е возможно. Кучешкото село. Еднаш имало едно чудно селце. Броело се на се 99 кучички. Секоја кучичка си имала градина со ограда, а зад оградата лаело куче. Да дадам еден пример. Фидо било кучето на кучичката број 1 и ревносно ги вардело нејзините жители. Тоа си ја вршело работата како што треба. Секогаш усрдно лаело, посебно кога ќе видело како поминува некој од жителите на другите 98 кучички, маж, жена или дете. Сем истото го правеле и другите 98 кучиња и се раскинувале лаејќи ден и ноќ.
зашто по улиците постојано имало некој. Еве друг пример. Господинот кој живеел во кучичката број 99, враќајќи се од работа, морал да помине покрај 98 кучички и значи 98 кучиња му ги покажувале забите, лаеле по него, давајќи му на знаење дека со задоволство би му го раскинале дното на панталоните. Истото им се случувало и на жителите на другите кучички и така секогаш имало исплашен минувач. Представете си што станувало кога доаѓал некој друг оселец. Тогаш сите 99 кучиња лаеле истовремено. 99 стопанки излегувале да видат што станува. Потоа истрчувале назад во своите куќи. Ги залостувале вратите, ги спуштале ролетните и молчаливо застанувале зад прозорците. Посматрале се додека не си заминал непознатиот човек. Од непрекинатото слушање на кучешкиот лаеш, жителите на тоа село малку по малку оглувувале и се одвикнувале да разговараат помеѓу себе. Освен тоа, немале кој знае што да сти кажат. И така, бидејќи постојано молчале и се муртеле, тие решиле да зборуваат. Најпосле, и собствениците на куќите почнале да лаат како своите кучиња. Може би тие верувале дека зборуваат, но штом ќе отвореле уста, се слушало само нешто како аф-аф, од кое кожата на оној што ги слушал станувала како на гуска. И така, лаеле кучињата, лаеле мажите и жените, лаеле и децата додека си играле. 99 кучички заприлегале на 99 кучкарници. Ама пак убави биле тие кучички. Имале чисти завеси зад стаклата, дури и балконите им биле украсени со цвеќиња и кактуси. Еднаш во селото попаднал Джовандино Денгуба за време на едно од своите познати патешествија. 99 кучиња го пречекале со концерт од кој би почнал да излудува и воденичарски камен. Джованино запрашал некоја жена за нешто и таа му одговорила со лаење. Се обратил кон некое детенце. Тоа му одговорило со завивање. Разбрав, заклучил Джованино. Тоа е епидемија. Отишол кај кметот и му рекол. Би можел да ви предложам едно сигурно средство за лекување. Прво, заповедајте да ги кутнат сите огради. Цвеќињата и без решетки може да растат прекрасно. Второ, испратете ги кучињата на лов. Ќе им биде повесело и ќе станат повоспитани. Трето, одржете убав празник со игранки и по првиот танц одново ќе се научите да зборувате. Кметот одговорил. Аф. Разбрав, рекол Джованино. Најопасно болен е оној кој мисли дека е здрав. И отишол да си ја брка работата. Ноќе, кога ќе слушнете во далечината лаеш на многу кучиња, знаете, може би тоа се кучиња како кучиња, но може би се и жителите на она необично селце. Бегството на Пулчинела. Пулчинела бил најнемирната марионетка во целиот стар театар. Секогаш наоѓал причина да се буни. За време на представите сакал да оди на прошетка, или собственикот на театарот му давал смешна улога, додека тој сакал драматична. Овие дни, му се доверил тој на Аркелино. Ќе му ја дувнам и дим да ме нема. Така и направил. Но не дење. Една ноќ тој успеал да се здобие со еден чифт ножици, заборавени од собственичката на марионетките, и еден по еден ги пресекол конците, за кои му биле врзани главата, рацете и нозете, и му предложил на Арлекино. Дојди со мене. Арлекино не сакал да се раздели од Коломбина, но Пулчинела немал намера да ја влече по себе и таа гложечка, која во театарот го изиграла 1000 пати. Сам ќе одам, решил тој. Смело скокнал на земјата и спраштил по патот. Каква убавина, си мислел додека трчал. Да не чувствуваш дека си врзан за тие проклети конци. Колку е убаво да можеш да чекориш со своите собствени нозе каде што сакаш. Светот за една самотна марионетка е голем, страшен и населен, особено ноќе, со крвожедни ногти, готово да сватат дека се што трча е глусеч што треба да се лови. Пулчинела успеал да ги убеди мачките дека имаат работа со вистински артист, но за секој случај избегал во една градина, се подпрел до една ограда и заспал.
Кога изгреало сонцето, се разбудил и почувствувал град. Но, околу него до каде што допирал погледот имало само карамфили, лалиња, трендафили и хортензии. Стрпливост, си рекол Пулчинела. Откинен еден карамфил и малку недоверливо почнал да му ги рупка ливчињата. Цвеќињата се многу ароматични, но не се вкусни. Но за Пулчинела вкусот на цвеќињата бил вкусот на слободата и со вториот залак тој бил веќе сигурен дека во својот живот не јадел ништо посладко. Решил за секогаш да остане во таа градина. Така и направил. Спиел заштитен од една голема магнолија, чии тврди лисја не пропуштале дожд, ниту пак град. Се хранал со цвеќиња. Денес карамфил, утре трендафил. Пулчинела сонувал планини од макарони и рамници од бело сирење, но не се предавал. Станал сув, мршав, но толку мирисал што понекогаш пчелите слетувале врз него за да цицаат нектар. Попусто се обидувале да ги заријат осилата во неговата дрвена глава. Дошла зимата, градината го очекувала првиот снег и кутрата марионетка немала што да јаде. Не зборувајте дека Пулчинела би можел да го продолжи патувањето. Неговите дрвени ножиња не би можеле да го однесат далеко. Стрпливост, си рекол Пулчинела. Овде ќе умрам. Не е лошо место за умирање. Освен тоа ќе умрам слободен. Никој не може со конец да ме врзе за главата за да изговарам да или не. Првиот снег го покрил со мек бел покривач. Во пролетта, токму на тоа место, израснал карамфил. Под земјата, спокоен и среќен, Пулчинела си мислел. Еве, над главата ми израсна цвеќе. Има ли некој посреќен од мене? Не бил мртов, зашто дрвените марионетки не умираат. Тој уште е таму доле. Не врзувајте му ја главата со конец. За царевите и цариците во малиот театар тој конец не е здодевен, но Пулчинела просто не може да го поднесе. Војничкото ќебе. Кога завршиле сите војни, војникот Винченцо ди Джакомо се вратил дома со парталава униформа, со силна кашлица и со војничко ќебе. Кашлицата и ќебето биле се она што го спечалил за време на долгите воени години. Сега ќе се одморам, им рекол тој на домашните. Но кашлицата не му давала да се одмори и наскоро го завлекла во гробот. На жена му и на неговите синови им останало само ќебето за спомен. Имал тројца синови и најмалиот, роден помеѓу две војни, бил 5 годишен. Војничкото ќебе му се паднало нему. Кога тој се завиткувал во него да спие, мајка му раскажувала една долга приказна. Во приказната имало самовила. Таа плетела еден толку голем покривач, што можел да ги покрие сите деца на светот на кој им студело. Но секогаш останувало непокриено едно дете. Тоа плачело и попусто молело за едно крајче од покривачот да се стопли. Тогаш самовилата го расплетувала сиот покривач и почнувала одново да го плети, да го направи малку поголем, зашто тој покривач требало да биде од едно парче и по него можеле да се стават додатоци. Добрата самовила работела ден и ноќ, плетела и расплетувала, некогаш не се уморувала и малиот заспивал секогаш пред да се сврши приказната, така што не го разбрал крајот. Малиот се викал Дженаро, а неговото семејство живеело во касино. Зимата била многу сурова, немале ништо за јадење. Мајка му на Дженаро се разболела. Дженаро го дале кај некои роднини, тие биле скитници, имале фургон и патувајќи по селата питале, свиреле на хармоника и плетеле кошници од врбови гранки, а тоа го правеле кога се задржувале подолго на едно место. На Дженаро му дале кафе со папагал, кој со клунот од едно сандаче извлекувал ливче со бројки за игра на лото. Дженаро им го покажувал папагалот на луѓето и кога ќе му даделе некоја монета, го терал папагалот да извлече билет. Деновите биле долги и издодевни. Често престојувале во села каде што луѓето биле сиромашни и немале што и да им дадат за милостина. Тогаш Дженаро добивал потенко парченце леп и попразна чинија чорба.
Но кога настапувала ноќта, Дженаро се завиткувал во татковото чебе, војничкото, тоа му било сето негово богатство и во неговата топлина сонувал папагал што му раскажувал приказна. Еден од скитниците служал војник заедно со татко му на Дженаро, се приврзал за детето и почнал да му објаснува стотици работи со кои патем се сретнувале. Освен тоа, го учел да ги чита надписите на селата и градовите. Гледаш, тоа е А. Она џеврече е О. Оној бастун со грбка е Р. Дженаро бргу напредувал. Скитникот му купил молив и тетрадка и го учел да ги препишува патните надписи. Дженаро исполнувал цели страници со името на Анкона или Пезаро и еден ден успевал сам да си ги напише со своето име, буква по буква, без грешка. Какви убави соништа сонувал таа ноќ во војничкото чебе на татка си. И каква убава историја е оваа, макар што не завршува и се надвиснува на сред пат како прашалник без одговор. Бунарот на Кашина пјана. На средината од патот, меѓу Сарона и Лдејано, во подножјето на една голема гора, се наоѓала населбата Кашина пјана, што се состоела само од 3 дворови. Таму живееле 11 семејства. Во Кашина пјана постоел само еден бунар за вода и тој будар бил чуден зашто макарата за навивање на јажето си стоела на местото, но немало ни јаже, ниту пак синџир. Секое семејство, покрај кофата за вода, дома си го чувало и јажето. Оној што одел да вади вода, се откачувал, си го намотувал на раката и го носел на бунарот. Откако ќе извадел вода, го одмотувал од макарата и пак си го носел дома. Еден единствен бунар и 11 јажиња. Ако не верувате, појдете да прашате и ќе ви раскажат како што ми раскажаа и мене, дека тие 11 семејства не се сложувале, постојано се карале и биле готови, наместо заеднички да купат еден убав синџир, да го врзат за макарата и сите да се служат со него, да го затрупуваат бунарот со земја и бурјани. Избувнала војна и мажите од Кашина пјана отишле да се борат под знаме, порачувајќи им на своите жени за многу работи и меѓу другото да внимаваат на јажињата, никој да не ги украде. Потоа дошла германската окупација. Мажите биле далеку, жените се плашеле, но 11 јажиња секогаш биле на сигурно место во 11 куќи. Еднаш, едно дете од населбата отишло во гората да собере нарамник дрва и од еден даб слушнало стенкање. Стенкал еден партизан ранет во ногата и детето истрчало да ја викне мајка си. Жената се исплашила. Почнала да си ги крши прстите, но потоа рекла: "Ќе го однесеме дома и ќе го криеме. Да се надеваме дека некој ќе му помогне на таткоти, војникот, ако се најде во невоја. Не знаеме дури ни каде е, ако е уште жив." Го скриле партизанот во амбарот и го викнале лекарот, велејќи му дека го викаат за старата баба. Но жените од населбата ја виделе бабата уште изутрината, таа била здрава како петле и разбрале дека има нешто тајно скриено. Пред да истечат 24 часа, целата населба разбрала дека има ранет партизан. Еден стар селанец рекол: "Ако разберат германците ќе дојдат овде и ќе не испотепаат, сите лошо ќе завршиме." Но жените не размислувале така. Тие мислеле за своите далечни мажи и се плашеле дека можеби и тие се ранити и воздивнувале. На третиот ден, една жена зела парче месо, од што туку заклано прасе, и го однела на Катерина, жената што го криела партизанот. И рекла: "Кутриот, навистина има потреба да закрепне. Дајте му го ова парче месо." Помалку дошла друга жена со шише вино, потоа трета со жолто брашо за бакрданик, понеа четврта со парче сланина и пред да се спушти ноќта, сите жени од населбата ја посетиле куќата на Катерина, носејќи по некој подарок за партизанот, го виделе и си избришале по една солза. И за тоа време, додека раната заздравувала, сите 11 семејства од населбата со партизанот постапувале онака како што се постапува со роден син. Ништо не му недостасувало. Партизанот оздравел,
Излегол во дворот да се погрее на сонцето, го видел бунарот без јаже и многу се зачудил. Жените, црвенејќи, му раскажале дека секое семејство си има јаже, но нивните објаснувања не го задоволиле. Требало уште да речат дека се мразат, но тоа веќе не било вистина, зашто заедно страдале и заедно помагале на партизанот. Како плод на тоа, и не знаејќи тие, станале пријателки и сестри и веќе немале причина оддално да ги чуваат 11 јажиња. Тогаш решиле со пари, собрани од сите семејства, да купат синџир и да го врзат на макарата. Така и направиле. Партизанот ја извадил првата кофа вода и било многу свечено, како откривање споменик. Истата вечер, наполно здрав, тој си заминал во планината. Куќи и дворци. Отидо во пензионерскиот дом за да го посетам еден стар ѕидар. Одамна се немавме видено. Пропатува? Ме праша тој. Да, бев во Парис. Парис, а? И јас сум бил таму пред многу години. Изградивме убава куќа точно на брегот на Сена. Кој знае сега кој живее во неа? Потоа, каде беше? Бев во Америка. Америка, а? И јас сум бил таму пред многу години. Кој знае пред колку? Сум бил во Њу Јорк, Буенос Ајрес, Сан Паоло, Монтевидео. Насекаде градевме куќи и дворци и на покривите стававме знаме. Си бил во Австралија? Не, уште не сум бил. Тогаш бев млад и уште не ѕидав. Ја носев кофата со вар и мешав малтер. Градевме вила за еден господин од тие места. Симпатичен господин. Се сеќавам, еднаш ме праша како се готват макарони и се што му кажав запиша. Во Берлин си бил? Уште не. Јас бев таму пред да се родиш. Убави куќи градевме. Убави и цврсти куќи. Кој знае дали се уште здрави. Во Алжир си бил, а во Каиро, во Египет? Ова лето сакам да отидам. Насекаде ќе видиш убави куќи. Не ти се фалам, но моите ѕидови секогаш биле идеално прави и моите покриви не пропуштаат ни капка вода. Кој знае колку куќи сте изградиле? Има, ама не велам дека нема. Има насекаде по светот. А вие имате своја куќа? Од правење куќи за другите, јас останав без куќа. Зар не гледаш дека сум во пензионерски дом? Така оди светот. Да, така оди светот. Ама не е справедливо. Планетата на вистината. Страницава што следува препишана е од учебник по историја за училиштата на планетата Мун и раскажува за големиот научник по име Брун. Запаметете дека таму сите зборови завршуваат на ун. Например, не се вели луна, туку лун, не бакрданик, туку бакрданун и така натаму. Еве ја таа страница. Пронаоѓачот Брун живеел 2000 години, сега е конзервиран во еден фрижидер, од кој ќе биде размрзнат по 49.000 векови и одново ќе заживее. Кога ја измислил машината за правење ѕуници, бил уште пеленаче. Машината работела со вода и сапун, само што наместо обични меури излегувале дзуници. Од секаков размер, кои можеле да се обтегнуваат од едниот до другиот крај на небото и се употребувале за многу работи, например за сушење алишта. Во забавиштето, играјќи си со две прачки, тој измислил дупчалка за правење дупки во водата. Тој пронајдок рибарите високо го оцениле, зашто го користеле за убивање на времето, посебно кога не јадела рибата. Во прво оделение измислил машина за скокоткање круши, тава за пржење мраз, кантар за мерење на облаците, телефон за разговор со камењата, музикален чекан што свирел прекрасни симфонии, додека со него ковеле шајки и пронашол уште многу други интересни работи. Ке биде долго ако ги редиме сите негови пронајдоци. Ке го спомнеме само најпознатото. Машина за кажување лаги што работела со жетони. За секој жетон можеле да се слушаат 14.000 лаги.
Машината ги содржала сите лаги на светот, оние што биле веќе кажани, оние што луѓето сега ги измислиле и сите други што би можеле да се измислат понатаму. Откако машината ги искажала сите можни лаги, луѓето биле принудени секогаш да ја зборуваат вестината. Затоа, нашата планета Мун ја викаат уште и планета на вистината. Подвижниот тротоар. На планетата Ех пронашле подвижен тротоар што го обиколувал целиот град. Исто како ескалатор, само не скали, туку тротоар што се движи бавно, за да можат луѓето, при качување или слегување, да ги посматраат витрините не губејќи рамнотежа. На тротоарот има и клупи за оние што сакаат да патуваат седејќи, посебно за старци и господи со торби за пазар. Старците кои се умориле да седат во градските градини и да ги гледаат се истите дрвја, се качуваат на тротоарот и одат на прошетка. Си седат сосем удобно и задоволно. Еден чита весник, друг пуши пура. Благодарение на тротоар ги премавнале трамваите, тролејбусите и автомобилите. Се уште има улици, но тие се празни и им служат на децата за играње топка. А кога некој општински чувар ќе се обиде да им ја земе, тие го казнуваат. Вселенска кујна. Еден мој пријател космонаут беше на планетата X-213 и за спомен ми донесе листа на јадења од еден тамошен ресторан. Ке ви ја препишам како што е. Појадоци: речен чакал со сосот тапи, пржена попивателна хартија, режени парчиња од јаглен, супи, трендафили булјон, суви карамфили со сок од мастило, нозе од маси варени, фиде од розов мермер со зејтин од скршени лампи, готвени јадења, бифтек од армиран бетон, трифтек на скара со жалување на ражен, печени тули со салата од керамиди, пердови од градите на Мисир, варена автомобилска каросерија, пржени славини за чешма, студени и топли, клавијатура од машина за пишување во стихови и проза, ламинутни, по желба. За да го објаснам последниот израз, малку обопштен и нејасен, ќе додадам дека на планетата X-213, како што изгледа, може да се јаде се и се да се свари во организмот, дури и асфалтот од улицата. Зари планините? Да, и тие. Жителите на X-213 веќе излапале цели алпски разграноци. Да речеме, некој се наоѓа на екскурзија со велосипед. Штом ќе изгладне, се симнува и го изедува седиштето или пумпата. Звончињата за децата представуваат вкусно јадење. Утринскиот поедок се прави вака. Звони будилникот, ти се разбудуваш, го грабнуваш будилникот и го изедуваш на 2 залака. Поучни бомбони. На планетата Бу нема книги. Науката се продава и се консумира во шишиња. Историјата е една црвена течност што личи на сокот калинка. Географијата течност зелена како мента. Граматиката е безбојна и има вкусна минерална вода. Училишта нема, се учи дома. Секое утро децата според нивната возраст треба да голтнат чаша историја, неколку лажици, аритметичка и така натаму. Но верувајте, пак не се задоволни. Ајде биди послушен, вели мајката. Не знаеш колку е вкусна зоологијата. Сладка е, многу сладка. Прашај ја Каролина. Тој е електронски робот што помага во куќната работа. Каролина добродушно се согласува прва да се напие од течноста во шишето. Си сипува еден прст во чашата, пие, цацка со јазикот. Уф, ама е убаво! И веднаш почнува да зборува од областа на зоологијата. Кравата е 4-ножен преживар, се храни со трева и дава чоколадно млеко. Гледаш, ликува мајката. Ученичето се колеба. Се уште се сомнева дека не се работи за зоологија, туку за рибино масло. Потоа се помирува.
си ги затвора очите и целата лекција ја проголтува одеднаш. Ракоплескање. Има, се разбира, грижливи и ученољубиви ученици, дури и лакоми. Стануваат ноќе, крадат историја, калинков сок и го лижат до последната капка од чашата. Стануваат многу учени. За децата од детските јасли има поучни бомбончиња со вкус на јаготка, на ананас, на карамела и содржат лесни стихови, имињата на деновите во неделата, бројките од 1 до 10. Еден мој пријател космонаут ми донесе за спомен едно такво бомбонче. Му го дадов на своето девојче и тоа веднаш почна да рецитира една смешна стихотворба на јазикот на планетата Бу. Горе-долу гласеше вака: Анта, анта, перо, перо, пенто, пинта, пим, перо. И јас не разбрав ништо. Општа историја. Во почетокот, земјата била испретурена. За да се среди, требало да се вложат многу усилби. Немало мостови за минување над реките. Немало патеки за да се качува човек по планините. Сакаш да седнеш? Немало клупи. Умираш за сон? Не постоеле постели. За да не се ги избочкаш нозете, ни чевли, ни чизми. Ако гледаш слабо, нема очила. Немало топки за фудбал, ни тенџерење и оган да си свариш макарони. А немало ни макарони. Всушност, немало ништо. Нули без нула и толку. Имало само луѓе со 2 раце за работа и најголемите неисправности можеле да се поправат. Но за поправање останува уште многу. Засукајте ги ракавите, за сите има работа. Мешаница во приказните. Едно време имало едно девојченце. Го викале Жолтокапа. Не, Црвенкапа. А, да, Црвенкапа. Мајка ја повикала и рекла: Слушај, Зеленкапо. Ама не, Црвенкапа. А, да, Црвенкапа. Појди кај тетка ти Диомира да ја однесеш оваа облека од компири. Не, појди кај баба ти за да ја однесеш оваа пченична пита. Добро, девојчето отишло во гората и сретнало една жирафа. Каква мешаница? Сретнала волка, не жирафа? И волкот ја прашал: Колку се 6 по 8? Не е така. Волкот ја прашал: Каде одиш? Имаш право. И Црвенкапа одговорила: Црвенкапа, Црвенкапа, Црвенкапа. Да, и одговорила: Одам на пазар да си купам домати. Ни на сон не е текнало тоа. Одам кај баба ми, таа е болна, но не можам да се сетам за патот. Му така. И конјот рекол: Каков конј? Тоа бил волк. Да, и рекол: Качи се на трамвајот број 65, слези на плоштадот на катедралата, скршни надесно, ќе видиш 3 скалила и една паричка на земјата, земи ја паричката и купи си гума за џвакање. Дедо, ти воопшто не знаеш да раскажуваш приказни, сите ги мешаш. А гума за џвакање ќе си купам. Добро, еве ти паричка. И дедото одново почнал да го чита весникот. Белешка за авторот. Џани Родари е роден 1920 година во Омења, Западна Италија. Неколку години работел како наставник во основно училиште, а во 1939 година се вработил како учител во една еврејска фамилија која пребегнала од нацистичка Германија. Усовршувајќи го своето познавање на германскиот јазик, Џани Родари имал можност лично да се запознае со последиците од нацистичката драма. Како соработник во разни весници и списанија, тој контактирал со младите читатели, одговарајќи на нивните многубројни прашања. По војната го водел оддел од детска рубрика, што го создал по собствена иницијатива, но никогаш не се откажал од својата страст за пишување. Така, во 50-тите години на овој век, неговата литературна продукција добила значајно место во светот на убавиот збор, со образложение дека книгата Бразозборки на небо и на земја и покрај тоа што е намената за децата, е сепак оригинална и необична.
Во 1961 година му била доделена литературната награда Прато, но веќе во 1970 година Џани Родари станува добитник на највисокото признание на литературата наменета за најмладите, престижната Андерсенова награда. Од тогаш, името и делото на овој италијански писател ќе бидат познати ширум светот. Најпознати негови дела се Авантурите на Чиполино, Приказни по телефон, Книга на грешките, за која во 1964 година ја добил наградата Рубино, потоа книгата Торта на небото, за која ја добил наградата Европадралон, па доживувањата на господинот Мачор, Песнички за Пинокио и други. Книгата Граматика на фантастиката во 1974 година ја наменил за оние што веруваат дека имагинацијата е најнеопходниот елемент во образованието и воспитанието на децата. Умрел во Рим во 1980 година.